Со системот на мој термин, се полесно е да се увиди што е потребно во здравствениот систем во Македонија. Анализите покажале недостаток на специјалисти во одредени области. За таа цел Министерството за здравство објави оглас за запишување на кофинансирана специјализација. На огласот, како што појасни министерот Тодоров, се пријавиле 158 кандидати, а по селекцијата биле избрани 90. Кофинансирањето се однесува на приватна специјализација за здравствени работници кои не се вработени во јавна здравствена установа, како и програма за кофинансирање на специјализација по педиатрија, гинекологија и акушерство. Целта е дел на доместокот да го покрива државата, а дел самите специјализанти. И по завршувањето на специјализацијата, докторите да се вработат без објавување на оглас во јавната здравствена установа за која што специјализираат. Од 90 кандидати, 83 се пријавиле за јавните здравствени установи, додека останатите 7 кандидати се пријавиле за гинеколози и педиатри на примарно ниво. Оние кои што ќе се пријават на огласот, а кои што се приватни специјализанти и кои што потоа ќе бидат селектирани, државата ќе им надоместува еден дел од специјализацијата, кој што се движи од 20 до 80% и ќе земаат надоместок, месечен надоместок, во висина на просечна плата за времето додека специјализираат. До сега, приватните специјализанти сами ја плаќаат специјализацијата и нема никаков финансиски надоместок за нивната работа како специјализанти. Значи, ем сами плаќале, ем немаат никаков надоместок, работат исто како и останатите. Пријавените кандидати биле тестирани со стручен тест и тест за познавање на англиски јазик, а при селекцијата особено внимание се посветило и на просечниот успех на кандидатот, рангот на високообразовната установа на која кандидатот ги завршил студиите, како и должината на специјализантскиот стаж.